Монетите на Александар Македонски, вистина или интернет мит? На интернет често се појавуваат фотографии од стари монети, со тврдење дека се монети на Александар Македонски. Но прашањето е, дали сите тие навистина се од неговото време или дел од нив се само интернет мит? Кога ќе се спомне Александар Македонски, најчесто мислиме на битки, освојувања и легенди. Но една од најинтересните траги што останале зад неговото име се токму монетите. Најпознатите сребрени монети поврзани со Александар обично имаат еден препознатлив изглед. На едната страна е прикажан Херакле, со лавовска кожа на главата, а на другата страна е Зевс, седнат на престол, со орел и жезол. На прв поглед, многумина мислат дека лицето на монетата е самиот Александар. Но тука започнува мистеријата. Затоа што во многу случаи, тоа не е директен портрет на Александар, туку ликот на Херакле, митскиот херој со кој македонската кралска династија се поврзувала символично. И тогаш се отвора прашањето. Ако на монетата не е јасно прикажан Александар, зошто сите ја нарекуваат монета на Александар? Одговорот е во надписот, во времето и во власта под која биле ковани. На многу од овие монети стои надпис поврзан со името на Александар. Но тоа не значи дека секоја таква монета била искована додека тој бил жив. Тука е најголемата забуна. По смртта на Александар, неговото име продолжило да се користи на монети уште долго време. Неговото име станало символ на моќ, легитимитет и авторитет. Затоа владетели и ковници продолжиле да коваат монети во името на Александар, дури и кога тој веќе не бил жив. Па кога денес ќе видиме стара монета со Херакле, Зевс и името Александар, мора да прашаме. Дали е од времето на Александар? Дали е кована по неговата смрт? Дали е оригинал? Или е модерна копија што кружи на интернет како сензационално откритие? Вистината е дека монети поврзани со Александар на вистина постојат. Тие се дел од античката историја и се наоѓаат во музеи, колекции и археолошки записи. Но не секоја фотографија што ја гледаме на интернет е доказ за големо откритие. Некои се вистински антички монети. Некои се подоцнежни изданија. А некои може да бидат само реплики или погрешно представени слики. Затоа оваа мистерија не е во тоа дали монетите постојат. Тие постојат. Мистеријата е во тоа колку лесно интернетот зема вистинска историја. И ја претвора во мит. Монетите на Александар Македонски се реален дел од минатото. Но секоја слика на интернет не е автоматски доказ. Ова беше приказната за монетите на Александар, помеѓу вистината, символиката и интернет митовите. А во следниот дел продолжуваме со уште една македонска мистерија што заслужува да се провери, а не само да се повторува.